Сега имаме час по природни науки, сетилни органи. Ова е час за трето деление. Цел истражува човечки сетила на начин на кој тие се користат за да се осознае светот. Ние добро сите знаеме уште од прво оделение дека имаме сетилни органи вкупно 5. А тоа се носот, раката, односно кожата, ушите, окото, устата. Значи имаме сетилен орган за допир, сетилен орган за мирис, за вкус, за слух и за вид. Накратко ќе кажеме за сите, а ќе се задржиме за тие два што ни се денешна тема. Сетилото за мирис. Сетилото за мирис е носот. Преку носот ние ги дознаваме пријатните и непријатните мириси. Значи, само со сетилото за мирис разликуваме пријатни и непријатни мириси. И од сите сетила треба добро да знаеме дека сетилото за мирис е најповрзано со меморијата. Да. Второ, сетило за вид. Сетило за вид ни се очите. Очите ние со нашите очи разликуваме светло, темно, ја разликуваме формата, бојата, движењето, големината. Сетило за слух, третото сетило, значи со него ни служи за слушање, тоа е увото. Преку сетилото за слух ги слушаме пријатните и непријатните звуци, тивки, гласни, предупредувачки звуци. Стигнавме до сетилото за допир. Сетилото за допир ни е кожата. Сетилото за допир е сместено во кожата. Целата кожа е осетлива на допир. Со сетилото за допир што се открива? Се открива формата, дали е тврда, рапава, тенка, дали е тешка, значи дали е мазна, значи некаква хартија или било каков предмет. Сега имаме значи за сетилото за допир нешто една игра да ја изиграме, односно сакаме да кажеме колку е најбитно, тоа е дразба, сетилната дразба значи покрај луѓето ја имаат и животните, меѓутоа исто така ја имаат и се наоѓа значи кај повеќето видови на животни. Со сетилото на допир рековме дека ни е кожата, така? Да. Значи, како најдобро можеме да осетиме кој е сетило за допир, односно како допираме? Со дечињата најмногу си играме со тоа што им ги врзуваме очите или замижувате. Како сакате, значи? Ајде ќе замижуваме. Ќе замижувате, да. Ќе замижувате, значи нека седне Лина. Марија ќе дава предмети, со тоа што Лина ќе открива, значи какви предмети се тие што ги дава Марија. Дали може? Може, секако. Ајде. Значи, и Марија ќе погодува, Лина ќе погодува дали е тврдо, меко, тешко, лесно. Ова не е лесно како хартија. Така, дали се витка, еластично? Еластично е, се витка. Така. Не е мазно, туку е малце така грубо на допир. Така. Гледам дека и се троши. А дали можеш да погодиш што е ова? Да го опишам прво, знам што е. Да. Не е тешко многу, ама не е ни лесно како хартија лист и се вика гума за бришање. Токму така. Точно. Следен предмет. Повели? Ова е нешто кое што служи да се видат работите кои што се ситни малечки. Детективите го носат, нашиот детектив Цветко, и се вика лупа. Мазно? Па мазно е, да, Така. мазно е. Има така форма на лижавча. Така. Да. Не е тешко. Благодарам. Повели? Ова исто е лесно, гледам дека некако како се вика, како перница може кога ќе го допреш и се насочува кај другата страна, значи може да се обликува, но не служи за обликување и правење форми, туку служи за лепење работи и се вика лепило. Така.
Еве и ова. Ова е нешто, ова е, не знам што е, ова е како молив. Не. Не е молив. Ова е, Добро, битно е мазно, ова Да. е мазно. остро, Наликува на молив. Може би да, остро. но со ова нешто Обележуваме, Така. мериме. Да. мериме, збериме сантиметри, така? Да. Линеар. Да. Да. Толку се. Па има уште, но мислам дека Е доволно. е доволно, да. Сега, со цедилото за допир, може рековме дека е кожата, меѓутоа мора да напоменеме дека се оставаат и отисци. Значи цедилото за допир, односно кожата, ни остава каде што и да пипнеме, ни остава отисок. Да. Односно, еве ќе земеме, ова ни е темперна боечка, ние ќе направиме со темперна боечка, го ставаме, значи, едниот прст, а јас ќе оставам. Обично се става со левата рака прстот, значи го ставам прстот на со темперна боечка или со мастило и овдека оставам еден убав отисок. Не знам дали може да се види. Ова значи вака се на овој начин се прават отисци. И така, дечиња, кога ќе наполните 18 години, треба да знаете дека секогаш кога ќе ви извадат личен документ, задолжително оставате отисок. Да, секој отисок е различен кај секој човек. Да, и Секој- јас така. и знам и како се викаат сите овие браздички кои што се различни, се викаат минуци. Точно, Така. точно. Секој отисок е секој човек е различен и по тоа се разликуваат, значи веднаш ги препознаваат луѓето кога сакаат да ги откријат. Да. Ова беше сетилото за допир. Значи, еве сетило за допир кај човекот, рековме дека е целата кожа. Сега одиме за сетило за вкус. Сетилните клетки се распоредени во вид на брадавички, на сетилото за вкус рековме дека ние знаеме јазикот. Јазикот, да. Така. Тие сетилните клетки се распределени во вид на брадавички на јазикот и се расфрлени сетилни клетки на непцето и на грлото. Значи, вкусот на храната може да биде, што мислите каков? Може да биде благ, солен, горчлив, кисел. Така. Тоа се мислам Да. четирите. Така. Благ, солен, горчлив, кисел. И лут. И лут. Да. Луто, точно, да. И сега истото ова, значи, како што го правевме за сетило за допир, имаме и за сетило за вкус. Ние треба нешто да приметиме, една игра ќе изиграме со тоа што ова сите го прават. Кој сака да замиши? Марија. Ајде, Марија. Седни, Марија, повели. Сега, твоја задача е да замижиш, значи да мижиш. Лина ќе ти дава да пробуваш вкусови, а ти ќе осетиш какви вкусови се. Дали е благо, солено, кисело, горчливо, значи ние ги немаме сите вкусови. Тука од тие што ги имаме, отвори. Значи пак треба да пазиме на дистанцата и на Да, На точно. хигиена. хигиената. Да. Да, само Мижи. нема Лина да пипка ништо, туку ти ќе се пипнеш самата. Ќе си земеш. Мама, јас сум со ракавици, ја Не пипкав вака многу ќе работи. вака Не, не можам така. Не. Идем да ги мирисна, може? Па тоа Некои сакам да ти работи. кажам да Ајде. мирисеш, за да може би, пошто никогаш Добро го видов веќе, ова е чипс. Но и се осеќа. да и мириса на чипс. И мириса. Значи чипсот рековме каков е? Го имаш пробано Марија до сега? Солен, да, солен. Така. Но може да биде и Видите лут, како може да мирисна? биде и... Како мирисна? Ајде да видиме. Ова е портакал. Не, лимон е ова. Да, сакаш да пробаш? Не. Добро. Ова можеш да го пробаш. Отвори устата. Ова е крем банана. Така е. А каков вкус има крем бананата? Блага. Така. Крем бананата е блага. Ова обично го прават многу јутубери, дечињата што ги гледаат. Значи само треба да внимаваат со кој другарче го изведуваат трикот на пробување на вкусови или на допир, заради тоа што може да ја вметнат. Сум гледала еднаш на YouTube како му подметнуваат на детето, му ставаат змија, се наоѓаат во зоолошка градина и да осети посетилата за допир за какво животно станува збор. Ама тоа е страшно, тоа е страшно. Тоа не треба да се Игри ние преминува си играме. воопшто, да. Затоа рековме дека треба да бидеме многу внимателни со кој другарче работиме.
Тоа не е тоа, за домашна задача имаат задолжение да им ги заврзат очите на своите најблиски што се дома и да пробуваат вкусови, Да. значи да ги пронајдат, да ги откријат вкусовите. Значи Одлично. една игра, како за вкус, така и за допир. Тоа не беше Добра. денешната лекција за по природни науки за сетилни органи за трето одделение. Што е следно? Математика? Одлично. Следно не е математика. Одиме со Математика. математика. Правиме пауза и се враќаме враќаме со час назад. по математика.